Почитувани граѓани, почитуван председателе, почитувани пратеници и кандидати за министри. Најпрвин сакам да ви се заблагодарам на сите за дводневната дебата. Внимателно ве слушав и ви благодарам за поддршката, но и за критиките. Собранието е основното место каде треба да се дебатираат политиките, да се презентираат аргументите и да се наоѓаат решенијата. Искрено верувам дека опозицијата ќе биде конструктивна и ќе соработува во интерес на носење на најдобрите одлуки во интерес на граѓаните. Сосема накратко, легитимитетот на владата е неспорен и со зголемената поддршка на мнозинството одржлив во следните 2,5 години. Јасно и гласно потврдувам дека избори ќе има, но во 2024 година. До тогаш ќе работиме посветено на унапредување на економијата и квалитетот на животот на граѓаните на државата. Најавив и цврсто остануваме на нашиот модел на ефикасно управување и транспарентно, фокусирано и базирано на резултати. Работа започнуваме веднаш. Веќе на утрешната седница на владата отпочнуваме со носење на решенијата за енергетската криза. Утре ќе остварам и средба со новата германска министерка за Европа, на која ќе разговарам за забрзување на евроинтеграциите. Веќе во вторник, на моje големо задоволство, ќе бидам домаќин на новиот бугарски премиер господинот Кирил Петков, со кого сакаме да воспоставиме нова соработка, базирана на почитување, поддршка и зачувување на македонскиот идентитет и поност. Веднаш потоа продолжуваме со решенија за зголемување на пензиите и за поддршка на куповната моќ на граѓаните. Ќе се посветиме на ефикасна реализација и стимулирање на домашните јавни, капитални и домашните и странски приватни инвестиции. Секој министер во својот ресор и целата влада имаат јасен и прецизен план за реализирање на поднесената програма, со рокови и индикатори за следење на реализацијата и ефектите. Најавив и нудам партиципативност и уште еднаш ја повикувам целата опозиција за заедничка работа за клучните прашања. Нашите граѓани се обединети во барањата за подобар живот. Затоа единствено ќе работиме и бараме сите да ни се приклучите да ја реализираме таа цел. Да престанат политичките, етничките и сите други поделби и заедно да работиме за решавање на клучните прашања. Да ги трнеме личните и тесно партиските интереси на страна, бидејќи сега повеќе од било кога мора да соработуваме во интерес на граѓаните. Верувам дека ќе успееме да работиме и подобро и поефикасно. Верувам дека ќе ја подготвиме нашата држава за новото време. На сите граѓани им посакувам многу здравје, мир и спокојство во семејствата и ветување дека ќе направиме се да ја заслужиме и оправдаме нивната доверба и да обезбедиме подобар живот за сите. Доаѓа ново време, доаѓа подобро време. Да живеат граѓаните, да живее Република Северна Македонија. Ви благодарам.